Почитувани, Зоран Заев и СДСМ денеска ја започнуваат третата година од нивното владење. 2 години поминаа во неработа, расипништво, безидејност и распродавање на државните интереси. 2 години Република Македонија уназадува. Долгот е зголемен за нови над половина милиарда евра. За прв пат во историјата јавниот долг надминува фрампатни 50% од БДП. Потрошени се над 9 милиарди на име на буџетот, а ништо не е направено. Ова и претходната година државата ги има најголемите буџети до сега, а граѓаните не чувствуваат позитивна промена, напротив, тонеме. Инфраструктурните проекти што ги ветија не само што не се реализирани, туку и тие кои што беа оставени од ВМРО-ДПМ не се пуштени во употреба. Имено нема 600 нови километри автопат, нема ниту 550 километри магистрални патишта, но не е пуштен во употреба ни автопатот Миладиновци-Штип, кој беше оставен од ВМРО-ДПМ. Економијата е оценета со нула од страна на германските стопанственици, а последиците веќе се гледаат по висина на странски инвестиции, која во првиот квартал годинава е за 10 пати помала од првиот квартал минатата година. Јавниот сектор е претворен во дувло на непотизам. Пракса стана функционерите да се ги вработуваат роднините во јавната администрација, иако имавме неколку формални повлекувања, но поголемиот број останаа нечепнати. Немаме никаква грижа во делот на социјалната заштита и заштита на работниците. Здравството ни е дно. Луѓе се лекуваат со СМС пораки, лекови нема во аптеките, а власта ветуваше бесплатно здравство и подобри услови. Но сепак, ништо од тоа нема. Се ветува итни мерки за подобрување на квалитетот на воздухот, а 2 години поред Скопје се гуши и е на врвот од светските листи по загаден воздух. Повторно ќе дојде зима и Скопје ќе биде најзагаден град во светот. Безбедноста е намалена, убиствата и грабежите ни станаа секојдневие. Запалените автомобили се како декор на самите улици. Војската е сведена на предмет за подсмев. Војниците имаат стара опрема, а касарните ќе ни ги чува приватна агенција за обезбедување. Да не беше трагично, ќе беше смешно. Министерството за култура се користеше како средство за финансирање не само на културни здруженија. Скандалите со грантовите од Министерството за култура ја потресоа целата културна фела. Правосудниот систем е заробен. Рускоско обвинителството обвинува, кацарска судството пресудува. Пресудите се носат по диктат, а не врз основа на право. Образовниот систем е дерогиран, немаме напредок на ниту едно поле. Немаме нови школи, сали, ниту пак било каква опрема. Земјоделието е без перспектива. Нема откуп, а кога го има тој откуп, цените се очено ниски. Како резултат на тоа, гледаме се попразни села и непосејани ниви. И така може да редим уште многу. Граѓаните ова го чувствуваат секој ден. Нема напредок, нема просперитет. Со оваа власт само назадуваме. Потребна е метла, но за целата влада, почнувајќи од Зоран Заев па надоле. Граѓаните ќе изметат оваа влада на следните избори. Ви благодарам на вниманието.